Сме со гости, понеделнички, Искра веќе го пречека вториот неизин гостин, станува збор за Александар Трајковски. Имаме промо, музичко видео и една прекрасна Андреева седумка. Добро утро, Александар, Искра веќе ние се поздравивме. Само ќе се ти кажам пак добро утро. Ако, нарно нека Уште е утрото, да. Фридрих Ницше рекол, Искра, дека животот без музика веројатно би бил некаква грешка. Да, кој знае како би бил светот без музика. Стварно, може да го замислиш, Александар, светот без музика? За мене е многу чуден. Да, претпоставувам и за сите нас. Добро ти утро, Александар. Добро утро и на вас. Еве да кажам на Сузе, да кажам на гледачите дека денес ќе промовираме нов спот на Ново Оро, негово Ново Оро, и тоа ми е најфасцинантно кај нашиот денешен гостин, што компонира Ора. Тоа нешто ретко сретнуваме. Ние утрово во 6:00 заедно со колегите, пред ти да стасаш, го слушавме и го гледавме видеото, и можам да ти кажам дека понеделнички денот Александар ни тргна преубаво, затоа што не ни очекував дека една таква современа нота ќе му дадеш на тоа видео обликување и секоја човек се занимава со тоа. Чест, навистина. Што значи таман гледачите да останат со нас, затоа што кон крајот на разговорот ќе имаат можност и тие да го слушнат и видат новото Оро. Ајде да започнеме со тоа. Како се компонира едно Оро? Мене ми делува многу тешко. За мене најчесто инспирациите, нели, доаѓаат со мојот инструмент, каде што најчесто во доците часови, каде што ми треба малку простор само да не бидам бучен по дома, се тргам на страна, дали ќе ја запишам на телефон како идеја, па са балето кога ќе станам ќе ја разработам. Најчесто знам да бидам и попродуктивен на самите свирки, додека сме на самата свирка, на самите наши настапи, додека музицирам, најчесто знае да ми прелета некоја идеја за некој ново музичко парче, каде што дали ќе ја запаметам, дали ќе се тргнам на страна, исто ќе на телефон ќе ја наснимам. И после тоа една тема се разработува, нели, во едно музичко дело. Додаваш, одземаш, се консултира стручни музички соработници, фала му на... Имаш многу пиши-бриши? Има, да, има, да. Фазата за да се направи едно добро музичко дело е буквално не е баш толку лесна како што ние сите замислуваме. Тука се вклучени други луѓе, каде што јас секогаш барам совети. Во оваа прилика ќе го поздравам мојот колега Ѓоко Јович, воедно, нели, и мој кум, некако сме поблиски во овој период, околу музиката кога станува збор, каде што он ми помага многу во музичкиот дел, исто така, нели, соработувам и со познати македонски музички имиња, каде што барам совети, нели, аранжман, како аранжман за едно музичко дело треба за да прозвучи вака како што треба. Конкретно имам соработувани со Дамир Имери, прекрасен човек, прекрасен музичар, каде што професионалец на ниво. Ти самиот, да им кажем гледачи, дека си дипломиран музичар, на што мора да се внимава кога се компонира едно Оро? Што мора да се запази, да речеме? Во мојот случај, јас би кажал, секогаш внимавам да го задржам македонскиот призвук. Да, затоа што во ова време, буквално музиката се измеша со многу стилови, нели, од светски призвуки, и на Балканот конкретно, со тоа што малце, колку ми се допаѓа, толку и не ми се допаѓа, кога работам лично за мене. За да не се изгуби уникатното, мора да се случува. Да, треба да го задржиме македонскиот призвук, нели? Тоа е пак помодерно, но основата е македонската музика. Сега, во што повеќе уживаш во компонирањето, создавањето на едно Оро, или откако ќе се заврши после во изведбата? Искрено, овој момент околу творештвото, нели, откако почнав јас да компонирам, тоа е последниве 2 до 3 години, каде што уште се истражувам, уште се пронаоѓам во каде можам, што можам и како можам. Задоволството е, нели, и додека го работиш самото дело, но уште поголемо задоволство е кога ќе отидеш на настап и ќе ти го побараат делото. Тогаш е, баш се осеќаш пријатно,
и си задоволен од тоа што си го сработил нормално. Ајде сега малку да го приватизираме делот со орото. Има наслов Андреева седумка. Баш така. Да прашам и да откриеме кој е Андреј. Андреј е моето синче и инспирација за ова дело, каде што сега следуваат и некои други нови дела, каде што ќе бидат насловени по мојата ќеркичка Ева. Сега уште сме во подготовки. Е, оно што е интересно што за првото оро прво било создадено орото, ама се уште немаше име, така? Немаше име, да. Во меѓувреме се роди Андреј и така Андреј едно мало детенце, 1 годинка, бебе. И доби име баш по него. А зошто седумка? Затоа што е 7 осмини. Аха. Да. Тој е ритам, македонски народен ритам, неправилен 7 осмини, едно рамно, нели, народски кажано, едно рамно право оро, каде што ете така, 7 осмини. Ова е твое второ оро, но не последно, Да. туку ова е дел од албумот што го подготвуваш. Баш така. Што се ќе има на него? На него ќе има... Веќе ја имаш визијата заокружено? Веќе и 5-6 работи се веќе спремни, чекаат видеозаписи, а работиме и на 3 нови. Така да на крајот на годината се надевам дека ќе успеам да направам еден комплетен албум и една промоција. На албумот ќе се сочинуваат, пак ќе кажам, се задржуваме на македонскиот стил, на македонската музика, со тоа што ќе има, нели, најразлични ритмови, ќе има не само ора, ќе има и чочеци. Така да, баш Ќе те чекаме со промоција на секое Здравје. едно од нив. Ми спомена дека денес во 5 часот попадне веќе се затвораш во студио. Како изгледа тоа затворање во студио, кажи? Слободните денови најчесто ги користам да се затворам во студио и нели да се твори, да се мисли, тука е компјутерот пред мене, тука е да. Се работи, најчесто знам да нели како што кажа да се повикам и на помош, каде што ако заглавам во некој момент, се јавам на мојот колега Ѓоко. Всушност и кај него во студио ќе бидам. Му се јавам, викам дојди да видиш до кај сум, што сум, да преслушаш, па ќе ми каже некоја замерка, па или добро е, дај да направиме нешто ново, дај смисли ова вака така. Ама како и да е убав процес е. Се глави и кога ќе завршиш, едноставно гледаш дека е 3 наутро веќе. По ова што го кажуваш се гледа дека си друштвено човече, значи не сакаш не работиш само, освен тоа си дел и од Energy Band. И колку што разбрав сте биле многу популарни и многу барани. Така велат другите. Да, и настапувате доста. Да, настапите ни се стварно сме пребукирани и за оваа година и за наредната година. Има многу настапи сега, за кратко почнуваат и нашите македонски свадби, каде што цело лето ќе бидеме со Таман мораш чочиците да ги спремиш. Па така се спремаме, да. И кажи ми сега, како наѓаш време за се? Имаш, спомена, семејство, сопруга, 2 дечиња. Да, во оваа прилика, нели, да се ја поздравам и сопругата, да не ми си се ја налоти, поздравиш, нормално. апсолутно, да си ја поздравиш. Да, и моите дечиња, они веќе се станати, го гледат тато најверојатно. Да. Како моменти, нели, работата и професионалното и приватното не одат секогаш заедно. Али секое слободно време пробуваме да го, пробувам да го искористам со моите најблиски, со моето семејство. Да споменем, имавте и со Energy Band токму долга турнеја во Австралија. Што значи тоа долга? Колку долга? 9 пат во Австралија, најдолгата турнеја била околу 2 месеци. Сега овој пат бевме околу 3,5 недели. Да, ова уствари беше и најкратка од сите претходни. Со тоа што ни беше на вистина исполнета со настапи, со концерти, дружба со нашиот македонски народ. Кому му е поубаво, вам или на нашите тамо? Или заедно? Заедно е тоа, мене ми е поубаво тука, во Македонија, да. Душата ми е најсмирена и најубаво, кога ќе си дојдам дома ми е најубаво, дефинитивно. Ајде, време веќе да го промовираме и новиот спот за новото оро, да ми кажеш уште само кој се учествуваше во изработката на тој производ? Од музички план, музиката, како што кажавме, ја работев јас, со тоа што аранжманот го правеше Златко Миладиновски,
се погрижија врвни музичари, нели, за тоа да изгледа како што треба. За видео записот се погрижи арт студио Продукција? Да, арт продукција. Со тоа што режијата за спотот е интересно, беше Владо Дечиновски режисер на спотот и фолклорното друштво Седенка, каде што беа дечките супер. Професионалци до крај. Задоволен си од финалниот производ? Да, задоволен сум. Соработката, нели, со арт продукција продолжува и понатака. Сега се спремаме за нов спот, ќе излезе за непол месец. Така да само успеси, само убавени. А реакциите, знам дека го имаш споделено по социјалните мрежи, какви се реакциите од луѓето? Реакциите се за сега супер. Мислам дека ќе бидат и понатака, со тоа што како музичар сакам да ги задоволам сите критериуми, нели, и увота на сите мои слушатели. Публиката нормално сакам да ми се зголеми кругот. И Да се множи. Да се множи, е така. Затоа и работим. И со новите парчиња мислам дека ќе бидат сите задоволени. Ќе има и поспори, побрзи, да. Многу ти благодарам на ова гостување, особено ден пред да се затвори, затоа што иначе после тоа немаше веројатно да можеме да дојдеме до тебе. И сега ја оставаме на публиката да ужива во Андреева седумка.